Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Салонот на Рено на Automotive Group вечерва ќе биде местото на случување на промоцијата на новиот албум на R&B дуото ДНК, насловен Срце. Продуцент на ова музичко парче е Лазар Цветковски, а Панчо се јавува како автор на музиката и текстовите на сите песни од албумот. Неколку месеци пред промоцијата, Панчо и Андреј најавија повлекување од јавноста за да се посветат на снимање на новиот материјал. Од објавувањето на претходниот албум насловен Кажано се, досега поминаа цели 3 години, но во тој период Андреј и Панчо не прекинаа да творат и да создаваат музика од срце. Токму затоа и новиот албум на дуото е насловен Срце, затоа што на него работеле со огромна љубов и внимание. Новиот албум содржи вкупно 16 numeri, од кои 6 се сосема нови, а на истиот се наоѓаат и 2 бонус траки. Неколку од песните веќе добија и своји видеоизданија, а во Рено вечерва сите кои ќе присуствуваат ќе имаат и ексклузивна можност да го погледнат и видеозаписот за една од новите теми од албумот Стралета. Издавач на најновиот албум Срце на ДНК овој пат е Паспорт продукција. Хемијата која беше толку очигледна меѓу актерите Бред Пит и Анџелина Џоли во филмот Господин и Госпоѓа Смит прерасна во толку голема љубов која се уште се памети. Имајќи го тоа на ум, Бред Пит не сака да разменува нежности со други жени без разлика што тоа е само глума. Во интервју за американските медиуми, кое беше објавено пред Анџелина да ја објави веста за отстранувањето на градите, Бред изјави дека нивната ќерка Захара често ги затекнува своите родители додека се галат во спалната соба. Близок пријател на Бред Пит изјавил дека срцекршачот не сака да снима интимни сцени со други актерки бидејќи е премногу заљубен во Џоли. Откако ја запозна Анџелина Џоли, не сака да снима сцени со други жени. Лут е по неа, како и таа по него, изјавил Френк Поларо, пријател на Бред. Разбирлива одлука, бидејќи Бред токму по еден таков филм во кој играше со Џоли се разведе од својата прва сопруга, актерката Џенифер Анистон. Хемијата меѓу нив за време на снимањето на нивниот прв филм Господин и Госпоѓа Смит беше толку голема што го одвлече во сосема друг правец во животот. За фановите на Џенет Џексон пристигнаа одлични вести. Само неколку дена пред 20 годишнината од објавувањето на нејзиниот познат албум Џенет, пејачката објави дека работи на ново студиско издание. Прво во изминатите 5 години, после објавувањето на последниот албум на пејачката во 2008 година. Џексон во најновиот албум ќе го модернизира својот звук, а во тоа ќе и помогне мала армија од популарни имиња, како што се Dark Child, Stargate, Tricky Stewart и Dead Dream. А можно е во работата на 11-тиот студиски албум на пејачката да учествуваат и младите продуценти и изведувачи кои во последно време ги семплуваа нејзините numeri, како што тоа на пример го направи Кендрик Ламар. За новите изведувачи кои денеска ја цитираат, Џексон изјавила дека токму numерата Poetic Justice од Ламар најмногу и се допаѓа. Постоеле уметници и извонредни изведувачи кои делувале пред да дојдам јас на сцена, и тие ми биле голема инспирација. Се надевам дека денеска и јас можам да послужам како инспирација за некои други уметници, потенцирала Џенет Џексон. Познатиот латиноамерикански заводник Антонио Бандерас ќе игра во неговиот нов филм во улога на чилеанецот Марио Сепулведа, кој стана познат како Супер Марио откако тој и неговите 32 колеги останаа заробени во рудникот во текот на 69 дена во 2010 година. Покрај Бандерас во филмот ќе се најдат и Родриго Санторо и Мартин Шин, но и некои од рударите кои навистина учествувале во несреќата. Филмот ќе го режира Патрисија Риген, а снимањето би требало да започне оваа есен, додека премиерата може да се очекува во текот на 2014 година. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.